Македонија поседува бројни поволни предуслови за развој на женското претприемништво, а чие јакнење може значително да придонесе за севкупниот развој на националната економија, особено преку оживувањето на заборавените локални занаети и на женските вештини за шиење, креирање, везење, плетење и слично. Ова е ставот на словенечкиот амбасадор во земјава, чија амбасада и Министерството за надворешни и европски работи на Словенија веќе 3 години го поддржуваат проектот за јакнување на женското претприемништво преку занаетчиство и одржливост, а имплементиран од Сдруженијето Добре дојде Македонија Welcome Center. Нашата цел е да некако овозможиме жените од ранливи категории, од различни етнички групи од вашата земја и младите, да се пронагаат нешто ново, нешто убаво, нека традиција која може беше веќе изгубена, не знаат да прават неке ствари како што е везење, шиење, плетење, да се то вклучи во нивниот живот и да се то ствари како нека можност да се завработуваат, да може да одат на пазарот на трудот, да се зајакнуваат економски и да прават нешто добро за себе. За оваа цел во Прилеп се одржа и семинар на тема Бренд менеджмент и маркетинг стратегија за мали бизниси, најмногу наменет за учениците од Средното општинско училиште Ѓорче Петров, кои ја изучуваат текстилната струка, но и за младите девојки кои сакаат да се запознаат со современи техники за градење на сопствен бренд, комуникација со клиенти и одржлив маркетинг. Мислам дека треба да се направат многу реформи во образованието, да биде поблиско до сегашното време, како луѓето, учесниците, учениците, жените, младите ќе успеат да направат свој производ. А имаме многу талентирани млади луѓе кои само треба да ги потикне некој да работат и да научат како да бидат препознатливи. Според словенечкиот амбасадор во иднина не се исклучува и можноста за уште една соработка меѓу двете земји, а базирана токму на овие наши традиционални вештини и начини на производство во текстилната индустрија. Ова, особено што во Словенија, текстилната индустрија не била на некое завидно ниво, а што не е случај пак со Македонија, каде текстилната индустрија се уште е една од примарните дејности во повеќе општини.